Slaven pretečo, moli se za nas, otkako na Jovan pustinnikot mu se javi slaven, преку Твојата икона. Се вели дека за време на својот живот на земјата, Свети Јован Крстител не направил ни едно чудо. Но има ли поголемо чудо од тоа што тој се удостоил да ја положи својата десница врз главата на Синот Божи, велејки: еве го јагнето Божие, кое ги зеде гревовите на светот врз себе. Од ова спасоносно и радосно сведоштво на претечата до денес, поминале речиси 2000 лета. А ете сега, во ова 2020 лето Господо, навршуваат 1000 години од основањето на неговото славно Бигорско светилиште. 1000 лета благовестие, 1000 лета родолюбие и сострадание, 1000 лета милосрдие и светост, 1000 лета подвиг, страданија, Голгота, воскресение. 1000 лета сведок на светлината. 1000 лета. 1000 лета непрекината молитва. Славен pretečo, моли се за нас, и таки кон Тебе радосно пустинникот Јован повика, тврдино и закрило моја, благослов подај ми, така и верните ти притекнуваат сега. Pretečo на Господа, биди ми подкрепа. Славен pretečo, моли се за нас, славен Јоване посакна да издеш реки благодат, затоа иконата Тишината е јазикот на идниот век, на вечноста. Напишале светите отци на црквата Божија. утекај мајките пророку најголем. Слава на Отца и Сина и на Светиот Дух. Како што ангелите нечујно за човековите уши го слават нивниот и наш Творец и Бог, така и оние што се повикани на рамноангелски живот,
со тивкиот глас на срцето ја искажуваат својата љубов кон него. Тука се говори јазикот на вечност. Исполнет со таа духовна тишина, со таа толку гласна, сепак нечујна молитва, манастирот, изникнат на Бистра, го исполнува со сладок спокој сечие срце што е жедно за небесна храна. Оддолу, молитвено шепоти и сјајната радика. А сонцето пак, кое секојдневно прескокнува од Бистра до Крчин, со нескриена радост ја објавува неземната убавина на овој чудесен склад на двете творби. И обете Божи, едната создадена непосредно со Божјо Слово, а другата низ раката на своите послушни чеда. Природата и манастирот. Дури и кога земното сонце ќе го види својот запад, Бигорски не престанува да сјае со невечерната светлина. Монаштвото е ангелски начин на живење на земјата. Во христијанството за прв монах се смета за крилникот на Бигорското братство, светиот Јован Крстител Господов. Монаштвото е света тајна помеѓу Бога и монахот. Што би рекол блаженоупокоениот старец Георгиј Капсанис, тоа е плод на светиот дух, даруван на црквата. Само оние кои целосно во потполна слобода му се предале на Бога, може да се радуваат и да ја разберат оваа голема тајна. Монаштвото е борба за придобивање на Божјата благодат. Затоа тие што успеале во таа борба, или како што велат светите отци, пролеале духовна крв и го примиле светиот дух, можат да ја почувствуваат и изразат тајната на монаштвото. Монахот е една жртва сепаленица, како што јас постојано ги поучувам моите браќа монаси, човек кој потполно се оддал на Бога и ништо за себе од својата личност не задржал. Монахот е тој кој се труди целосно да се уподоби на Бога. Ако мачениците пострадуваат во еден момент преку благодатта на Светиот Дух, не откажувајќи се од Христа, на монахот му се поставува секојдневно прашањето: со Христа ли си? Или го оставаш? Продолжуваш ли во твојата тесна келија? Во борба со страстите, со стариот човек во себе? Или пак напушташ? Гледајте колку е голем монашкиот подвиг, особено денес во ова време, модерно, кога предизвиците за младите се страшно големи. И јас секогаш си спомнувам за зборовите на големиот египетски учител и монах и татко на монаштвото, Свети Антони Велики, кој прорекол за овие времиња и кажал дека последните монаси ќе бидат поголеми од првите. Иако монашкиот живот е многу радосен, сепак воопшто не е лесно да си монах. Оти тоа бара постојана жртва. Да ги љубиш сите до болка, до степен на тоа да се заборавиш себе си, зашто
Само така ќе можеш да се надминеш и да пребиваш во просторот на слободата Христова, која е поширока од целиот универзум. Само преку меѓусебната љубов и почит и пожртвуваното служење едни на други, човекот може да се издигне до пределите на вистинската слобода, љубов и радост, предвкусувајќи го така идното рајско блаженство. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неја, Господи помилуј. Монаштвото во суштина е патување од гревовниот до безгрешниот човек. Пат од човекот до богочовекот. Пат на смртните кон безсмртноста. Пат на земните кон небесните. Пат на несовршените кон совршенството. За монахот да се соедини со Христа, треба претходно да го умртви стариот човек преку покајанието, што во суштина е преумување, да се распне на крстот и да се погребе во гробот Христов, погребувајќи ги себичноста, страстите и собствената волја, за потоа христообразно да воскресне во обновен живот, во монах. Токму таков, целосно посветен на подвиг и покаяние, бил, според сведоштвата што ги имаме, првиот ктитор на Бигорската обител, светиот Јован Дебранин. Според сведоштвата што ги имаме, токму таков, целосно предан на подвиг и покаяние, бил првиот ктитор на Бигорската обител, светиот Јован Дебранин. Пред повеќе од 1000 години, младиот монах Јован, кој потекнува токму од Дебарскиот крај, го започнал својот духовен подвиг во пределите на река. Еднаш, додека Јован се молел во шумата, забележал силна и чудесна светлина меѓу дрвјата, која како огнен столб се издигнувала кон небото. Кога се приближил, видел како над изворот со вода лебди икона со ликот на светиот Јован Крстител. Восхитен, но и обземен од страв, монахот Јован паднал на колена и му заблагодарил на Бога за ова големо чудо. Овој наш свет Отец се запишува во историјата како прв ктитор на светата Бигорска обител. Важи за еден просветен и литературен деец. Во негово време биле преведени првите житија од тогаш грчки на словенски јазик. Сите тие нешта, како и други податоци, други одломки од неговиот живот, ни го откриваат Јован Дебранин како еден монахолюбив архипастир, кој до крајот на својот живот се посветил на монашката борба и на монашкото живеење. Тој уживал голема почит од локалното население, бил сметан за татко, за пастир и како таков, прочуен како голем духовник, бил назначен од Василий II за архиепископ на Охридската архиепископија. Неговиот култ бргу се расширува и после неговата смрт, така што веќе кон крајот на 12 век
во Кириловската црква во Киев наоѓаме фреска од Јован Охридски во апсидата на црквата. Значи, еден век подоцна, после неговата смрт, веќе тој е представен како светител. Тоа, впрочем, ја докажува и поврзаноста на Охридската архиепископија и на личноста на архиепископот Јован со Киевска Русија, односно тоа дека Охридската архиепископија преку својата мисионерска дејност, преку пастирите, учителите, богослужбените книги, напишани на словенски јазик, разбирливи за тамошните народи, придонел во процесот на покрстување на руските народи. И затоа и таму се јавува како светител. Неговиот свештен култ ни сведочи и зачуваното живо предание на овие простори, празникот на Света Параскева. Монасите од Бигорски оделе во Галичник и од секоја куќа собирале по 5 лебови во спомен на тоа што некогаш ктиторот на Бигорски, Јован Дебранин, кога живеел како пустиножител во некоја испосница тука, секој петок добивал леб, добивал храна од благочестивите галичани. Всушност тој живеел со таа храна што ќе му ја даделе тие верни селани. И гледајте како тоа предание се запазило до наши дни. Неговиот светителски култ продолжил да живее силно до денес и тоа е неоспорлив доказ за неговата светост, за неговото богоподобно житие и за тоа дека тој е присутен меѓу нас и до наши дни. Низ своето 1000-годишно постоење, манастирот изнедрил бројни духовни водачи. Сета негова историја, неговиот живот, црнорисците, фреските, иконите, шепотот за еден непрекинат стремеж кон Бога. Во својата историја, манастирот преживеал немалку беди. Најмногу пострадал за време на турското робство, кога неколку пати бил рушен и пален. Но Бог секогаш си избирал духовни водачи, кои заедно со христијанскиот народ се труделе да го возобноват, зашто им било од огромна подкрепа во бурните времиња. Би ги издвоил тука нели игуменот Митрофан, кој во 1800 година, на самиот почеток од 19 век, го гради денешниот храм, а неговиот наследник, игуменот Арсени пак, презема едно сеопфатно градителско дело во секоја смисла. Игуменот Арсени е еден од најзначајните духовници, тој е игуменот на природбата, действува во првата половина на 19 век. Во негово време Бигорски го добива приближно денешниот изглед. Тој го гради горостасот, горни палат конакот. Ја гради магерницата, монашките кели, големата трпезарија, малата трпезарија, прочуениот иконостас, изработен од тајфата на браќата Петре, Марко, Филипови од селото Гарим. Ги ангажира во тоа време најискусните, најпрочуени зографи за иконопис и фрескосликарство во овие краишта, таткото и синот Михаил и Димитар. Тие се учителите на најпрочуениот наш зограф Димитар Крстев, Дичо зограф од село Тресонче, кој секако оставили свој белеки во Бигорски манастир. Со еден збор во негово време, манастирот доживува сестран процут, и духовен, и градителски. Во времето на процутот на Бигорскиот манастир, во 1833 година, мојот предок и прадедо Хаджинаке од село Беличица оди на Аджилак во Ерусалим на поклонение на гробот Божи. Таму престојува одредено време и дознава за моштите на Свети Јован Крстител и други светители
кои што се наоѓаат во Цариград, Константинопол. Иде за Цариград и бара прием кај тогашниот султан, на што чека 30 дена. Он е примен на состанок кај султанот, ги побарува да ги откупи моштите на Свети Јован Крстител и другите светители. Побарани му се 30.000 златници, што во денешна противредност е околу 900.000 евра. Праќа луѓе да ги донесат тие пари од село Беличица, од Македонија, пошто ги откупува моштите и ги добива во една платнена врзулка. По неговото доаѓање е пречекан со едни почести од архимандритот Арсени. Моштите се предадени на манастирот и он и неговата фамилија, чиј потомок сум јас, го добиваме прекарот што е презиме денеска Богуч. Ден денеска тој кивот, каде што се наоѓаат светите мошти, е чуван од Светото братство на овој манастир. Во негово време е отворено и првото ќелино училиште, не само тука, туку и во поширокиот регион на Македонија. И со тоа, всушност, започнува преродбата во Македонија. Речи си и да нема познат преродбенски деец, а да не е тесно поврзан со Бигорскиот манастир. Така, например, во училиштето на игуменот Арсени учеле или учителствувале нашите најпознати преродбеници. Отец Јоаким Крчовски, јеромонах Кирил Печиновиќ, архимандрит Анатолий Зографски, владиката Партени Полјански Нишавски. Така што Бигорски прераснува не само во духовен центар на Македонија, туку и во културно-општествено средиште, полно со културни збиднувања. Имаме сведоштва од еден патеписец кој кога го посетил Бигорскиот манастир, бил гледач на 2 театарски представи, впрочем и основоположникот на македонскиот театар, Војдан Чернодрински, неговиот татко, свештеникот Ѓорги Кузманов, учел во Бигорското училиште. Овој богат свештен духовен расадник произведувал дејци кои ќе ги постават темелите на нашата современа култура, писменост и државност. Со започнувањето на Балканските војни, на Првата, Втората светска војна, овој богат духовен и културен живот на манастирот доживува пат, за најпосле со доаѓањето на безбожниот комунистички режим, целосно и да замре монашкиот живот со упокојувањето на последниот монах и игумен Спиридон во 1948 година. Манастирот оттогаш е препуштен целосно на забот на времето. Без богослужбен живот во него, без монаси, тој едноставно полека станува еден објект на мртви предмети, кои само немо и бегло сведочат на неговиот богат некогашен живот. Еден од најголемите падови во текот на милениумската историја на Бигорски, кога во него буквално бил задушен монашкиот живот, е времето на југословенскиот социјализам. Околу 50-тите години на минатиот век манастирот бил одземен од црквата и прогласен за културно-историски споменик. Ова се неговите така наречени мрачни години. Манастирот пропаѓа во секаква смисла. Реликвиите украдени, одаите полни со старци и лилјаци. Градбите се распаѓаат. Социјалистичките власти биле нетолерантни кон верското наследство на народот. Не дозволувале било каква грижа за овој монументален сакрален објект. Со исклучок на некакви поврашни реставрации, направени по иницијатива на благочестиви мијаци, само заради неговото историско значење. Никулецот на преродбата на Бигорската обител
и воопшто на монаштвото во Македонија, ќе израти во градината на Богомајката, на Светата гора Атонска. Додека младиот, монохолюбив Зоран од Битола престојувал на Света гора, светиот старец Пајси му рекол: ќе дојде време кога по телефон ќе те повикаат. Две-три години подоцна, во јули 1995 година, неговото високо преосвештенство господин Тимотеј телефонски го повикал идниот игумен. На 5 август, во светилиштето на Крстителот Господов и претеча Свети Јован, со благослов на митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, ќе пристигне и за секогаш ќе се одрече од световното и ќе се замонаши младиот ревнител за рамноангелски живот, сегашниот бигорски игумен и епископ Антаниски, неговото преосвештенство, отец Партени, со што ќе се означи крај на полувековната мрачна епоха која го беше зафатила едно од најславните македонски светилишта. За првиот момент кога тој во Расо го пречекорил прагот на Бигорски, присетувајќи се ми рече: Тогаш ги почувствував за прв пат пред сите. Може би тогаш и не ми беше јасно што е тоа што така необично се случува во воздухот, силно не пречекува, но после се повеќе и повеќе ми стануваше јасно дека тоа се многобројните предци на ова славно светилиште, 1000-годишно светилиште кое има славна историја за нашиот народ, на кое благодарение, особено во отоманскиот период, се зачувал и народниот јазик. Кога дојдов во манастир, имав 25 години. И сеќавајќи се на тој период, гледајќи од ова перспектива, кога некаде при крајот на овој месец октомври полнам 50 години живот, мислам дека ја сватив многу сериозно работата која ја добив на послушание од Бога. Тешката состојба во која се наоѓаше манастирот воопшто не го исплаши отец Партени. Туку напротив, тој со голема ревност, со јасна визија и пред се со Божја помош, храбро го започна делото на возобнова. Неговиот поглед беше насочен некаде напред, кон она што може да биде од ова свето место. Уште од самиот почеток, при неговото повторно духовно заживување, тој се соочил со многубројни тешкоти. Меѓутоа бил свесен дека за монахот вистинската божествена љубов се наоѓа во онаа болка да се спаси не само сопствената душа, туку и душите на сите. Затоа, покрај големите страдања и борби, отец Партени, во автентичен православен дух, се определил да им служи на другите, знаејќи дека духовната обнова на секој манастир започнува пред се со обновата на литургискиот живот. Тој го вовел редовниот деноноќен богослужбен круг. Така, после 5 децении, во Бигорскиот двор, повторно одекнале клепалото и камбаните. А ревностната молитва во храмот, изразена преку светите таинства, привлекувала голем број на богокопнежливи души.
Набрзо се појавиле уште неколку. Тогаш млади луѓе, жедни за благодатниот монашки пат. И манастирот почнал да ја живее својата природба. Отец Доситеј и отец Макари. Богослужбениот типик беше многу тежок, најстрог во секоја смисла на зборот, имаше многу физичка работа, но тоа мораше да биде така, за да ги спросиме молитвите на Свети Јован Крстител преку неговата чудотворна икона и за тие молитви да стасат до престолот на Севишниот Господ наш Спасител Исус Христос. После подолг период на саможртва на нашиот старец Игумен Партени, плодовите на таа жртва се видоа на секое поле. Бројот на верници кои што доаѓаат во овој свет манастир се зголемува секојдневно. Мислам дека целиот мозаик од таа убавина во која што блесна манастирот се случи кога се возобнови монаштвото во Бигорскиот манастир. Се сеќавам, тогаш бевме прилично во мал број. Едва неколку души се собиравме во храмот на Свети Јован Крстител. Црквата се полнеше се повеќе и повеќе. За наша радост се случуваа и многу чудни исцеленија. Во 2010 година ми беше диагностициран карцином на дојката, 3 степен. И во предоперативниот захват јас дојдов во Бигорски, заедно со мојот старец, да се помолиме. Со плач ги одстојав молитвите пред иконата на Пресвета Богородица. Многу топли молитви доживеав и пред иконата на Свети Јован Крстител. И најнакрај, мојот старец ми ги принесе и оние кои што многу ги љубев, а не знаев дека тука се моштите на Свети Јоаники. Тие молитви направија да мојата здравствена состојба се подобри до тотално исцеление, ако може. Имав и метастазирани состојби, но јас еве во овие 10 годишни живење немам ништо, ни трак, ни глас, напротив, имам уште поголема сила да ревнувам. Бигорскиот манастир до ден денес како грижлива мајка продолжува да ги повикува своите чеда. Секој што доаѓа овде е повикан да стане дел од оваа духовна средина, каде царува Христос и каде мистично слегуваат неговите прославени членови, светиите, за да се соединат со верните во божественото богослужение. Тоа е место во кое што има нешто посебно, во кое што има неизмерна љубов, има нешто кое што е сокриено длабоко во секој камен на кој што чекориш додека одиш, длабоко во секоја фреска која што ја гледаш додека се молиш, длабоко во молитвите на монасите, длабоко во очите на монасите, длабоко во Божјата убавина во која што тоа се наоѓа, длабоко во зборовите и во гласот на нашиот Отец, кој што глас те загрева целиот го топли твоето срце. И тоа е место кое што постојано се надополнува, тоа е место кое што нема крај на својата приказна. Бигорски е светилиште кое што не можам никаде да го пронајдам, иако поминав многу низ светот, патувајќи, организирајќи поклонички патувања, но секогаш кога ќе дојдам овде, ова е мојот дом, ова е мојата утеха, ова е мојот одмор, ова е мојот извор за живот.
Зимата нечујно го спушти белиот снежен плашт врз манастирскиот комплекс. Околината доби нов израз. Чиниш некој манастирот го облекол во бело и го спрема за предстојните слави. Се осветува. Се обвива во една длабока мистика. Создај чисто срце во мене, Боже, и дух вистински обнови во мене. Не отфрлај ме од лицето Твое и духот Твој свет не одземај го од мене. Врати ми ја радоста, спасувајки ме, и со својот моќен дух утврди ме. Беззакониците ќе ги научам да одат по Твоите патишта и безбожниците кон Тебе ќе се обрнуваат. Избави ме од крвта, Боже, Боже, на моето спасение, и јазикот мој ќе се зарадува на Твојата правда. На Твојата правда. На Твојата правда. Во православието секое годишно време е одбележано со неколку позначајни празници. Сепак имајте на ум дека на монасите секој ден им е празник. Но ние ќе се фокусираме на најважниот настан од овој период од годината. Рождеството Христово или Божиќ. Во таа магична ноќ, кога израти никулецот на христијанството, мигот кога Христос се роди во скромната Витлеемска пештера, несомнено се случи еден од најважните настани во историјата на човештвото. Овој празник е врата на сите други празници, или како што ни кажаа монасите, митрополија на празниците. Раѓањето Христово не е нешто што се случило само во минатото. Стоиш среде овие луѓе, учествуваш во таа празнична радост и чиниш си на она место и во она време, кога се родил нашиот Господ. Затоа се вели, денес, кога се роди Христос, небото и земјата се соединија. Денес, Бог дојде на земјата, а човекот се искачи на небото. Неколку дена подоцна се слави празникот Богојавление, Водици, ден во кој некогаш Свети Јоан Крстител во реката Јордан го крсти Спасителот Христос. Монасите служат литургија во храмот посветен на рождеството на Пресвета Богородица во село Ростуше. Иако температурата во идеални услови изнесува 10 степени под нулата, по завршетокот на богослужбата, сите заедно прават литија со која полека се спуштаат до ледените води на Радика, што се осветуваат низ чинот на големиот водосвет. Потоа верниците скокаат по дрвениот крст, положен во реката. Но благословот се излева не само врз оној што го излекува крстот од водите, туку врз сите. И овој човек со своето мало дете влезе во осветените води. Како не се плашите заради прениската температура на водата, тој се насмевна и ни одговори. Никој не се разболел од света вода. Напротив, таа е голем благослов. Во зимата има уште еден празник што можне торжествено се слави во Бигорскиот манастир. Споменот на Свети Партени Ламсакиски. Впрочем,
Овој ден е имен ден на старецот. Пасха пред Пасха. Игуменот, кој од чест и во знак на духовна мудрост се нарекува уште и старец. Во манастирот ја символизира централната личност во христијанството, самиот Христос, а монасите, апостолите Христови. Тие што поминале макар неколку дена меѓу овие луѓе, знаат каква благодат носи нивната взаемна љубов и колку таа ги радува душите. Имаш чувство дека си меѓу ангели. Најтешко е да се говори за она што тебе ти е најскапоцено, за нешто што ти е тајна, за нешто што ти е закопано длабоко во срцето и кое што ја надминува мојкна на словото, на човечкиот јазик. Старецот, тоа е всушност откривање на тајната од вековите. Воскресни Господи, спаси ме Боже мој, зашто Ти си ги порази да сите кои војуваат против мене залуд. Забите на грешниците си ги скршил. Од Господа Старецот го запозна во еден пресуден период од мојот живот, кога многу љубопитно ја барав смислата на се што постои и не обкружува, кога размислував за вистинската слобода, но и кога се обидував да направам баланс помеѓу за мене две важни нешта, а тоа е духовниот живот и истовремено да продолжам да се занимавам со оно што редовно го правев, меѓу другото качувањето карпи и планински врвови. Големиот писател и православен философ Достоевски вели да најдеш вистински православен старец вреди многу повеќе отколку да ги имаш прочитано сите книги на светот. Оти вели тој, старецот е човек кој што ја зема твојата волја и твоето срце во својата волја и во своето срце. Обично за себе сакам да кажам дека се изморив, прашувајќи и барајќи ја смислата, се додека најпосле смислата не ме најде мене, а ме најде преку ликот на старецот. Неговата љубов, која што ми ја симнуваше Божјата љубов во моето срце, во мојот живот, ми беше одговор на се. Начинот на кој тој ме градеше, ме воспитуваше, направи некако поинаку да гледам на сите овие нешта. И се сеќавам, тоа беше многу спонтано, се случи еден пресврт. Имајќи го пред себе си неговиот монашки лик, посакав и јас да се испробам во подвигот на тоа поинакво качување. Зашто
Во него ја пронајдов најмудрата личност и најсилниот и најголемиот духовен атлет. Старецот е образ, подобие, икона Христова во братството. Тоа е едно благодатно, мистично присуство на самиот Христос среде браќата. Она што сакав да го направам, подразбираше многу поголема борба и многу поголем труд. Борба да се исправиш кога духовно ќе паднеш и одново да застанеш на духовната скала, која што води до врвот, љубовта Божја. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Не е бунт во општеството да се бунтуваш и да се наштетуваш на себе си, на родителите и на се околу себе, туку последниот вистински бунт е христијанството. Јас Отец Партени го познавам од 2008 година. Тогаш, по заложби на мојот брат, јас дојдов тука да се подсмирам, нели? Ама не можев тогаш да издржам. Ми беше ова све чудно, дори да бидам искрени, лудо ми изгледаше. Сето ова клањање икони, цел живот сум бунтовни, анархистички настроен кон животот. Кам кај дојдов, еве се робови тука, овие немаат своја слобода, немаат своја јасова, не е за мене едноставно. И после 3-4 дена си заминав од тука. Пред 2011-2012 година јас веќе тотално станав така лабав што не ни сакав да живеам, веќе не ми се ни живееше. Се убивав по полека. Јас прето мислев дека сум слободен, дека имам се во животот и дека можам да правам што сакам без да одговарам на никого и да бидам едноставно фрик. Кога дојдов тука, кога ги видов овие прекрасни души, колку се слободни, тогаш ја сватив дека правата слобода е во нашата прекрасна православна вера која мене ми беше дадена преку Отец Партени. Тоа што сум жив, тоа што сум просперитетен, тоа што имам сега фамилија, што имам стабилна работа, што сум пример за добро. Тоа е се поради него и заради него. Од мојата љубов кон него јас се воздржувам од тој живот кој што сум го живел и го мразам вистински тој живот. Знаете, кога дојдов во манастир, бев многу млад. Но црквата имаше потреба од духовници. Јас воопшто не се чувствував дека можам да го носам тој крст, но едноставно немаше враќање назад. Се чувствував недостоен и тоа и го кажав на една монахиња која живееше во познатиот манастир Пречиста Кичевска и да станам монах. И реков, невозможно е овде затоа што немаме старци, немаме духовни татковци. А таа помнам, секогаш одсечно одговараше и ми рече, па нема вашите мајки валјда да ви родат старци, треба некој да започне и така ќе имате и старци, и духовни татковци. И веројатно Господ ми ја возложи таа голема духовна задача,
која нималку не е лесна, која е еден голем крст. Духовниот татко треба безусловно да ги сака своите духовничета, без разлика на тоа како тие некогаш се однесуваат. Многу пати може би ќе биде и повреден, но неговото срце никогаш не сме да држи лутина. На почетокот сите ме нарекува отец, кој потекнува од црковнословенскиот збор, но како застарев, сега сите почнаа да ми викаат и тато. Има деца кои го чувствуваат тоа и го гледам дека искрено го чувствуваат. Кога првпат го чув не од монасите, туку од децата кои се лекувале или стапиле во контакт со мене и со нешто сум им помогнал, тие почнаа да ме нарекуваат татко, се расплакав. Затоа што и јас веќе тоа татковско го чувствувам и растам секојдневно. Проблемите кои постојано ги слушав од луѓето, сочувствував со нив. Тие споделуваа со мене најголемите тајни од нивните животи. Тоа мене ме направи исто така духовно да растам и да сватам колку на луѓето им е потребна духовната потреба, колку им е потребна молитвата, колку им е потребно некогаш некој со сочувство да ги сослуша и да им излезе во пресрет. Тоа постојано се трудев и се трудам да го правам. Знам дека не е доволно, бидејќи татковството духовно е исто така една света, голема и неискажлива тајна, која може само да се живее. При крајот на зимата започнува најважното време за христијанството. 40-дневниот пост, кој е крунисан со празникот над празниците, Христовото воскресение. За монасите, како и за сите православни воопшто, тоа е време на воздржание. Не само од одреден вид на храна, ами многу повеќе од лоши мисли и дела. Ова е време за кое би можело да се каже дека на таинствен начин се откинува од земниот тек на времето и се прилепува до вечноста. За овој период отец Спартении ќе рече: ова е време кога најмногу се открива длабочината и убавината на православното богослужение. Ова е период на особена духовна борба, налик борбата на Јаков со Бога, кога преку молитва и со засилени подвизи се бориме да го видиме Бог. Великденскиот пост започнува со така наречениот период на Тримирот. За време на овие 3 дена, монасите и многу верници ниту јадат, ниту пијат вода. Туку се постојано на молитва во храмот. Додека го снимавме филмот, запрашавме еден од монасите дали му е тешко да издржи 3 дена без храна и вода. Односно,
40 дена во телесно и духовно воздржание. Тој се насмевна и рече: јас едва и чекам да почне постот. Гледајќи го ваквото нивно расположение, човек не може да не посака да биде дел од оваа 40-дневна духовна пролет, период на внатрешно очистување. Ваквото расположение провејува во целото време низ светата 40-ница. Наближува празникот на Христовото воскресение, предвестен од великата и страдална седмица, која според својата содржина е најтрогателната седмица во годината. Тогаш особено силно допираат богослужбите на Велики петок и Велика сабота, кои низ трогателните сцени и стихови моќно ја прикажуваат болката на душата за смртта на нашиот Спасител Христос. Но иако оваа седмица е страдална заради сеќавањето на страшните дела кои биле извршени врз нашиот Господ, насекаде околу нас нешто почнува да се менува. Природата, исто како и православието, има своја нераскинлива хронологија, која во истиот циклус се повторува уште од почетокот на времето. И цветовите, и листовите, исто како и монасите и монахињите, ќе ги расцвета силата на светлината. Цветовите и листовите ќе заблескаат од светлината на сонцето, а монасите и монахињите ќе бидат озарени со светлината на невечерниот ден. Воскресението Христово. 1000 години, сведок на светлината. Важно е да се покаеме вистински. Ти се предавам Христе мој воскреснат, светлино моја и љубов моја, и направиме светлина. После полноќ, камбаните ќе почнат да бијат гласно и радосно, а монасите и онаа несогледлива река од народ ќе ги изговорат најсилните зборови кои ја променија историјата на човештвото. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
со смртта ја победи и на тие во гробовите, живот им подари. Потоа повторно, сите заедно, од се срце и на цел глас ќе извикаат: Христос воскресна! Навистина воскресна! Навистина воскресна! Насекаде се шири неземна радост, а љубовта блика во таа волшебна великденска ноќ. Никогаш порано не бев сретнал, не бев видел толку радосни лица на едно место. Денес е денот на нашето ослободување. Благословен ден кој не се мери со час, ниту се зголемува, ниту пак може да се намали, ниту пак ноќта може да го прекине. Се е бујно и раззеленето. Молитвата која во овој период од годината се слуша од манастирот е придружувана од симфонијата на безброј птици и добивате впечаток дека е диригирана од самиот Свет Дух. Истовремено, внатре, во манастирот, празнично бијат камбаните. Гостопримството е голема одлика на Бигорскиот манастир. Гостите овде се пречекани како самиот Исус Христос да дошол во посета. Тие јадат на трпеза со монасите и на службите се молат заедно со нив. Во манастирот се јаде 2 пати дневно, но и самата трпеза е едно продолжување на богослужбата. Подготвивме една од просториите да биде трпезарија. Кога седнав на челното место, кажав: Господи, да видам на ова маса барем 10 монаси во нашава земја да живеат под послушание на еден игумен и другиот ден да умрам, нема да жалам. И еве сега нашето братство, гледате, брои над 30 монаси. Му благодарам на Бога за тоа особено. Преображение Христово, повторно монасите и голем број верници прават необичен подвиг. Тие сите заедно во раните утрински часови по полноќ ќе почнат да го искачуваат Бигорскиот тавор, високиот крчин. После цели 4 часа искачување, ќе пристигнат на врвот кој се наоѓа на 2341 метар надморска висина. Но нивните лица наместо истоштеност и умор сјаат со радост. Во моментот кога првите зраци од сонцето ќе пробијат од исток, монасите ја започнуваат светата литургија, која се служи врз темели на храмот 19 век. Исто така посветен на Христовото преображение. Nas koji
На 11 септември повторно силно звонат камбаните и бијат клепалата во многовековното духовно светилиште. Време е за манастирската слава. Празникот одсекување на главата на Свети Јован Крстител. И повторно река од верници од сите страни на нашата земја протекуваат во манастирот. Меѓу нив има и тешко болни, и брачни двојки без деца. Дојдени се да се поклонат пред чудотворната икона на славниот претеча, зашто знаат дека духовно тој постојано е тука и ги слуша молитвите на оние што го повикуваат. За монасите светата литургија е секојдневие, заедница со Бога. Евхаристија значи благодарење, па така тие, собрани заедно, му благодарат на Бога. Сите вкусуваат од заеднички принесените дарови и соборно се радуваат, пренесувајќи ја својата ведрина каде и да одат. Разнобојниот есенски шал го завил манастирот. После бурното лето, во манастирот повторно зацарува тишината. Забележав дека двајца истовремено не зборуваат. Оти така никогаш не ќе можат да се разберат. А и кога говорат, тоа го прават тивко и кротко, пренесувајќи го својот мир на другиот. Да се биде монах, значи добро да се совлада јазикот на духовната тишина, која не подразбира постојано молчење, туку смиреност на духот. Свети Серафим Саровски рекол: прими ја благодатта на Светиот Дух во твоето срце. Спаси се прво себе си и ќе спасиш илјадници. Што ли мислел со тоа? И после толку години во монашкиот живот, јас слободно можам да кажам дека не знам многу за монаштвото. Бидејќи тоа е навистина една голема тајна која постојано се открива на оној кој го живее, бидејќи монашкиот живот е запознавање на Бога, запознавање на неговата бесконечност преку неговите несоздадени енергии. Така што тој живот е едно море, животот во Бога е едно недогледно море, една недогледна длабочина. Големо дело е да се остане до крај во монашкото расе. И верувајте, кога некога се случува да испратиме од овој свет монах, старец и така натаму, јас секогаш посакувам од Господ да завршам во манастир како монах. Некои мислат дека тоа е скромно барање, ама за мене тоа е едно, можеби, многу важно, ама и нескромно барање. Да се заврши во манастир како монах е да се бара Царството Небесно. Тој не повикува со неговите прекрасни зборови од Евангелието: дојдете при мене сите изморени и обременети, јас ќе ве успокојам, бидејќи тоа е Царството Небесно.
Во овој филм го отсликавме монашкиот подвиг низ настаните кои го прикажуваат Христовиот живот на земјата. Всушност, монахот во самиот живот за Христа постојано живее и открива тој божествен план за спасението на човековата душа. Рождество, просвештение, преображение, Голгота, воскресение. Некогаш ќе заблеска на Тавор, а друг пат ќе се најде на Голгота, несебично распнувајќи се за твоето спасение, за спасението мое, за спасението на сите. И најнакрај, за своето лично спасение. Тоа е православие, тоа е монах, сведок на вистинската духовна слобода, сведок на крстовоскресната љубов, која што нашиот Спасител Христос ја излеа на крстот и ја запечати со воскресение. Славен претечо, моли се за нас, откако на Јован пустиникот му се јави славен, преку Твојата икона, ни подари целебен извор, затоа Ти пеме Христов Крстителу. Славен претечо, моли се за нас, најчесен се покажа пророку, претечом на Христа и во адот проповедник, секогаш од верните чеда, преку иконата славно си воспева. Слава на Отца и Сина и на Светиот Дух, ангелски во тело поживеа, храбар Божи слуго, и со слава се овенча, избави ме од лудите маки, Ти кој се нарече голем пред Господа. И сега и секогаш и во веки веков. Амин. Велика е тајната преславна, како дева раѓа и останува нетлена, пред неа со трепет стоејќи и безнебесната да ја воспене. Славен претечо, моли се за нас, и тајки кон Тебе